Мире Лазаров. 10% талент. 20% напорна работа. И 70% вода. Пелистарка. 100% живот. Според развојот на настаните, според однесувањето на навивачите, еден сладок пораз несели од Севилја во Барселона против Германија. Очекувања за наредниот противник во осмина финалето? Се надевам на успех, дефинитивно. Неочекувано Германија победи Франција. Тоа ни даде добра можност, се надеваме сите, нели сакавме да избегнеме Франција со можна денешна победа, но сепак коцките се редат некако за да мислам дека ќе одиме понатаму. Моје очекување и на сите навивачи овдека и се префрламе нели после тоа Барселона дека одиме понатаму, така да мора да победиме. Не е никаков проблем што никогаш не сме совладале Германија и ниту една наша екипа не е елиминирала германска. За се има прв пат, нели? Така е. Ова е, ја мислам, кей поинт за понатамушни поголеми успеси, така да мислам дека мора да победиме дефинитивно Германија. Тоа ни е наша шанса за поголем успех на светско првенство и нормално отвара врата за понатамушни успеси на другите првенства, така да се надевам на успех дефинитивно. Барселона е наша огромна шанса, дефинитивно. Има ли нешто што не плаши од германците? Нивната сила, нивната моќ надвор од теренот, нивниот физички стил кој што можеби не ни лежи, што е она што го посакувавме од германците, а што во овој момент не прилика од нашиот противник? Па не, ние вечера можевме да бираме дали ќе биде Германија или Франција. Мислам дека и двата противника ни лежат и мислам дека било кој да беше имаме објективно големи шанси да победиме. Едноставно германците се плашат од нас, бидејќи знаете, ако ќе спомнете што значи Балкан во Германија, сега тие имаат онаа ноќна мора, што се вика Македонија или што се вика Балкан. Јас сум убеден дека ако играме како што треба да играме, како што игравме со Русија, па и вечера како што игравме онака со срце, со енергија, Германија ќе падне. Едноставно очекувам дека не само Германија и другите противници понатамо ќе паѓат и дека барем ќе стигнеме до полуфинале, понатамо нека биде Господ со нас па и некоја медаља. Ние се селиме утре во Барселона сите, се надевам дека и тамо ќе останеме, ќе ги дочекаме надпреварите од полуфинале и финале. Видовте, тука имаше неколку стотини македонски навијачи кои што дојдоа од Македонија да бодрат на разни начини нашата репрезентација. Многу повеќе ги надвикавме 10 пати можеби побројните данци и тоа е тоа што ја прави Македонија поразлични нивните и нашите навијачи од нивните навијачи.